Благодарам. Прво да се заблагодарам на поканата да бидам дел од овој настан, а второ да се извинувам, морав да задоснам бидејќи имаме многу сличен настан за каде што вршиме обука за Меѓународната агенција за атомска енергија. Така да морав да предавам тамо, а овдека ќе се обидам, бидејќи гледам дека многу ни бега времето, а не има многу, ќе се обидам да бидам краток. Така да, треба уште поблиску. Добро. Значи, за да го дефинираме, поимот на интегрирано управување со водите, се послужив со некои стандардни дефиниции, кои што се дел од повеќе институции, ја користат истата, а тоа е процес кој што промовира координиран развој и управување на водите, пазете сега, не само водите, земјишните ресурси и максимизирање на економскиот и социјалниот бенефит за да се постигне еднаквост без компромис со екосистемите. И сега, наредниот слайд, ова е многу убава дефиниција. Ама, бидејќи не се вртат слайдовите, ќе дојдам овака. Добро, нема врска, не ме ни требаат. Значи, само да погледам колку е сад да не се заборавам премногу. Тоа е. Добро. Више не можам. Значи, ова е процес кој што е постар од 60 години. Отиде ли? Значи, релативно стар процес и овој процес ги опфаќа сите критични сектори, не ќе тоа, се приближив тука. И треба да ги обработува и површинските, и подземните води, и наводнување, и вода за пиење, и индустрија, и животна средина, и поплави, и суши, и тоа сите институции да помеѓу себе да се координирани, да работат во усогласен ритам и да постигнуваат една поголема не само бенефит од водите, туку и бенефит за крајните корисници. Јас сум крајен корисник. Јас сум земјоделец. Јас сум агроном. И нема да се представам себе си како експерт за води, јас сум експерт за земјоделство. Што би значело... Сега работи? Благодарам. Значи, што би значело за мојот сектор наводнување на земјоделските култури, интегриран менаџмент со водите. Прво, да знам кои ресурси се достапни. Не треба ја да знам. Треба луѓе од институциите да ги обезбедат тие податоци, да ги направат достапни и да ме информираат. Бидејќи има институција која што е задолжена за наводнување оваа држава. Треба да бидам координиран со сите, треба да знам кој е планот за наводнување, треба да знам многу работи кои што за жал не ги знам. И не е само дека податоците кои што ми требаат не доаѓаат до мене, и гласот мој како земјоделец не доаѓа до нив. Значи, многу често, вклучително и ја, на земјоделците, им нудиме нешто што не им треба. Сакаме да им шитнеме приказка која што они не ја сакаат. Меѓу другото, и ова интегрирано управување со водите може
да го искомплицира нивниот живот, бидејќи, кога ќе стигнам кај податоците, ќе видите, многу работи се во сива зона. Во сива зона и тоа во многу сива зона. Темно сива. Треба понатака да видиме кои сме ние. Се вратив назад. Кои сме ние земјоделците? Не бе, сега се враќам назад. Ова се некои податоци за топографија и речните базени, тие најверојатно ги знаете. Она што мене ме импресионира е дека 65% од водите, според некои податоци што ги најдов, имаат загуби кои што не носат никаков профит. А земјоделството е во принцип, пак не можем да најдам едни слики бара многу убави за да ви објаснам, ама ги нема. Не знам зашто ги нема. Изгледа дадов погрешна презентација, постара верзија. Нема врска. Земјоделството е оној сектор кој што е најосетлив. Зашто? Трошиме најмногу вода. 60 до 70% од водата ја трошиме ние во секторот. И почнуваме да трошиме вода на начин на кој што нас не одговара. Бидејќи не ни одговараат сервисите кои што ни се понудени. Значи, системот за наводнување кој што е понуден, кој што го имам, не ми одговара. Зашто? Бидејќи тоа е недоволно добро. Ние сакаме да одиме напред. Одејќи напред, сите се движиме кон капка по капка, сите се движиме кон дигитално управување, сите се движиме кон смарт земјоделство. Тоа не сака 300, 400, 500 метри растојание од цевката до мојата нива. Мене ми одговара бунар. Зашто ми одговара бунар? Бидејќи тогаш и изворот на вода е под моја контрола. Па мојот смарт систем не само што ќе одлучи која да се наводнува, ќе уклучи пумпата и се ќе се спроведе спор со некоја автоматизација или тоа. Сето тоа доаѓа со модернизацијата. А сите трчаме кон нејзе. И креираме се повеќе и повеќе проблеми. Тие бунари, прво, не се изградени по пропис. Второ, се во сива зона на законската регулатива. Трето, секоја таа дупка овозможува евентуално загадување на подземните води, кои што со закон се заштитени како резервна вода за пиење. Каде да одиме? Напред или назад? Тоа е еден од поголемите проблеми. Кога одиме напред, сакаме кон помодерно, помодерното не води кон едноставно системите од пред 50, 60 и повеќе години не е тоа што ни треба. Сега, што правиме во наводнувањето? Сега ќе зборам за таа сива зона. Официјалните податоци кажуваат дека во Македонија наводнуваат 110.000 стопанства, од кои што 102-3.000 наводнуваат вистински. Значи, не само што може да наводнуваат, туку и наводнуваат, и која ќе земете во Македонија некаде околу 90 и повеќе проценти од стопанствата кои што може да наводнуваат, наводнуваат. Ние трошиме исклучително многу вода. Ќе ви објаснам и зашто, ама прво да довршам со податоците. Овие земјоделци, се обидов да направам некои брзи калкулации, трошат просечно по 1 хектар некаде околу 380 милиметри, односно 3800 метри кубни по 1 хектар. Ова не е базирано на комплетната структура на култури, се обидов да направам некои апроксимации,
како житарици, како зеленчук, а не како пченка, пченица, јачмен, значи за тоа се тоа признам апроксимации, меѓутоа податоците се многу интересни. Кога ќе видите, вкупно се 84.000 земјоделци и секој од нив успева да наводнува околу просечно 0,7 хектари. И тоа се податоците кои што укажуваат дека многу вода трошиме. На табелата ги имам и соседните западно-балканските земји трошиме најголеми количини вода по единица површина. Апсолутно. Меѓутоа и ние сме и најсушното подрачје, што е нормално очекувано. Сега, се обидов да пресметам колку се тоа у милиони метри кубни. Некаде, без загуби, се 300 и нешто милиони метри кубни потребни за оваа структура на култури што ја имаме, што се наводнува, а тоа е без загуби. Загубите кај нас на нива, бидејќи се повеќе и повеќе имаме капка по капка, ни се некаде околу просечно, повторно упросечено на тоа пондериран просек, ни доаѓаат некаде околу 80% ефикасност, што значи овие треба да ги зголемиме за 20%, а што значи после, кога ќе ги дадам податоците на Дурнев, ќе ги зголеми и он со неговата ефикасност на дистрибуција, па ќе дојдеме најмалце до пола милиарда. Најмалце. И сето тоа е се уште без техниката на наводнување. А техниката на наводнување, ви кажував, капка по капка, буши бунари. Да, буши бунари. Капка по капка ги тера земјоделците да се однесуваат несовесно. Меѓутоа да ве прашам дали е тоа несовесно однесување или несовесно однесување да останам на наводнување со бразди и самата техника на наводнување има 50% ефикасност и помалце. Дали да штедам вода и да се однесувам малку бахато, или да одам во растурање на вода, тоа што немаше да биде ефикасноста во земјоделството 80%, ќе беше 50% и пониска. Значи, ја не можам да кажам. Значи, не сум тој што треба да суди и да ги обвини земјоделците, бидејќи доаѓам од сектор. Меѓутоа, дефинитивно мора да се стави ред. Ако не го ставиме редот, ако не искористиме сите овие процеси што доаѓаат пред нас, да воспоставиме правила, процедури и начини како ќе имаме не само податоци кои што ми недостасуваат, да имаме редовен мониторинг, да имаме редовна евалуација, да имаме целиот оној процес на донесување на одлуки врз база на податоци и знаење на било кое ниво. Од институциите, министерствата и другите институции, се до нива. Сето тоа мора да биде базирано на таков начин да го заштитиме и зачуваме и правилно менаџираме она што ни го дал Господ. Ние сами ја создаваме најголем дел од водата, меѓутоа немаме право заради тоа што сме инвестирале толку средства во целото тоа водостопанство, кон тоа да се однесуваме бахато. Сепак тоа е ресурс кој што според мене е најзначаен. На моите студенти прво им кажувам што е најзначајно што имаш дома. Да сегашно им значи интернет. Порано на претходните студенти им значише струја. Вода. Не може да ме сватат. Ама дури кога ќе им кажам дека да немаше вода дома,
Ја пратеше невестата со 2 бардиња од по 5 литра, денеска на чешма, ќе дојдеше со 10 литри и тоа ти е за цел ден. Избањај се, одрж хигиена, бори се против болестите што се пренесуваат со прљави раце, нема шанса. Значи, водата е тоа што не направило она што сме, што ни го дава комодитетот на животот и се надевам дека целиот овој процес ќе доведе до некакви резултати кои што ќе воспостават стандарди. А дали после ќе ги следиме стандардите, тоа ќе мораме да размислуваме што ќе биде начинот. Ви благодарам многу на сите, мислам дека и украдов 5 минути, ама